Почитувани, Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМНЕ прават се да ја држат земјата во неизвестност и да создадат политичка криза, затоа што се исплашени од изборно соочување. Мицкоски и ВМРО ДПМНЕ знаат дека нивното крајно несериозно, неодговорно и незрело однесување, посебно за време на тешката криза поради коронавирусот, ќе биде казнето од граѓаните и Мицкоски ќе остане запамтен како политичар кој се обидува да профитира врз здравието на граѓаните. Мицкоски лажеше дека немало доволно тестови за коронавирусот, лажеше дека над 140.000 работници останале без работа, додека истовремено вежбаше во затворени теретани и во групи се искачуваше на водно. За сето тоа време на техничкиот министер Наќе Чулев поважно му беше да го одбрани својот шеф, отколку да обезбеди спроведување на мерките и задолженијата за спречување на пандемијата. Како во времето на МВР, ВМРО, Мицкоски заедно со Наќе Чулев ја злоупотребија МВР и целосно ја ставија во служба на партијата, спроведувајќи штетни насоки. Последен доказ за незрелото однесување на Мицкоски и неговите кадри во преодната влада е синоќешната изјава на Чулев дека, замислете, секој можел да се јавува кај вработени во МВР и да врши притисок за отворени истраги. Со таква изјава Чулев го подкопува интегритетот на вработените во МВР и поттикнува ургенции и притисоци. Ова е уште повеќе опасно ако се има предвид дека Мицкоски не е било кој, туку предводник на политичка партија. Уште еднаш, по кој знае кој пат, се потврдува дека за Мицкоски и ВМРО ДПМНЕ најважни се личните агенди и тесно партиските интереси. Таквата деструктивност е недозволива. И токму затоа изборите се решение, а не проблем. Со ново собрание и со нова политичка влада, со целосен легитимитет, институциите целосно ќе бидат посветени на почитување на законите и заштита на здравието на граѓаните, особено во период кога се олеснуваат мерките и кога сите треба да се подготвуваме за новиот бран на коронавирусот на есен. Здравието и квалитетот на животот на граѓаните се најважни и затоа е потребен целосно функционален, демократски, институционален систем. Благодарам.